дојдовте во уште едно видео на предприемач. Ова видео всушност представува еден продолжеток на постот кој што се однесува за оваа тема, односно одговор на прашањето кога може да го лансирате бизнисот. Всушност, оваа видео се однесува за стартапи. Не сакам да навлегувам преку оваа видео во тоа зошто велам стартапи, а не бизнис во започнување или бизнис кој започнува, бидејќи тоа веќе го пишував неколку пати на предприемач.com, затоа што бизнисот станува бизнис дури откако ќе ја помине стартап фазата. А во стартап фазата тој се нарекува стартап. Тука ќе стане збор за 4 услови кои што се важни при донесување на одлука за лансирање на бизнисот. Па да започнеме. Ќе започнеме со вредноста, како прв услов. Вредноста значи да поседувате одредена вредност која што ќе стигне во рацете на купувачите. Во прирачникот за сопственици на стартапи Стив Бланк и Боб Дорф велат дека за вредноста треба да се размислува како договор помеѓу купувачот и вашата компанија преку кој купувачот го најмува вашиот стартап за да реши одреден проблем. Клучните зборови се тоа што вредноста представува еден вид на договор. Тој договор се однесува за најмување од страна на купувачот на вашата компанија кој што ќе го реши проблемот. Значи, ќе мора да, кога размислувате за вредноста, да размислувате како еден вид на договор во кој што ќе има опфатено повеќе сегменти, а особено во договарање за тоа како купувачот ќе го најми вашиот бизнис, што треба да добие за да го реши тој проблем. Во секој случај, оваа книга Прирачник за сопственици на стартапи можеби една од најдобрите книги кои што оваа година се излезени и се однесуваат за стартапи. Треба да решава одреден проблем на потенцијалниот купувач. Да има уникатни карактеристики, да нуди уникатни бенефити за купувачот и да биде опипливо нешто за потенцијалниот купувач. Сите овие елементи ќе треба да се обидете да ги имате уште пред да донесете одлука за започнување на бизнисот. Затоа што дури и само вредноста не е доволна. Например, имате опишано вредноста на хартија, но се додека не се провери таа вредност, не можете да бидете сигурни за започнување на бизнисот. Вториот услов се екосистеми. Значи, потребно е да се гледа малку поопширно од само вашиот бизнис или само вашите односот помеѓу вашиот бизнис, вашите купувачи или односот помеѓу вашите снабдувачи, бизнисот и купувачи. Во секој случај, денеска пазарот всушност представува борба на екосистеми. Да видиме што представуваат екосистеми. Значи, само екосистем представува заедница на биолошки организми интерактивни меѓу себе и физичката околина. Значи, она што ни кажува дека секој биолошки организам има одредена физичка околина и тој не е сам. Тој на одреден начин комуницира со некој друг. Значи, тој интерактивен со некој друг. Па дури постојат и услови кога еден вид на организми за да преживеат ќе мора да ги изедат некој друг вид на организм. Во секој случај, сите тие се меѓусобно поврзани. Влијанието на едниот влие и на другиот. Да видиме сега што всушност представува бизнис екосистем. Значи, бизнис екосистем представува економска заедница помеѓу индивидуалци и организации во меѓусобна интеракција. Значи, бизнис екосистем први не заедница, која може да биде составена и од индивидуалци, значи поединци, и од организации, бизниси. Но сепак, тие се во меѓусебна интеракција. Добар пример за економски заедници представува екосистемот на Apple. Исто така и на Google. Значи, тука се соберени индивидуалци кои што дизајнираат апликации, кои што се дистрибуираат преку пазарот на овие компании,
и кои што заработуваат од тие апликации, овие компании земаат одреден процент за нив, се грижат да понудат платформа на која што ќе функционираат тие апликации, тука се купувачите, кои што ги купуваат и ги користат тие апликации. Во секој случај, секој бизнис функционира во многу посложени услови отколку што тоа било во минатото. Успехот на еден стартап не зависи само од стартапот, тоа мора да ви биде сосема јасно. Што е со купувачите? Што е со партнери? Во секој случај ќе имате партнери. Што е со снабдувачите? Што е со дистрибутерите? Затоа, дури постојат посебен вид на алатки кои што се применуваат за да се дизајнира одреден екосистем и врз база на тоа да се определи и точното време или точниот момент кога би требало да се лансира одреден производ, особено кога се работи за некои високотехнолошки иновации, во кои што во секој случај ќе бидат вклучени повеќе ентитети на пазарот отколку само една компанија. Затоа што иновацијата на самата компанија ќе зависи и од можностите на другите компании да иновираат во тоа поле соодветни производи или услуги кои што ќе бидат потребни, односно ќе треба да бидат инкорпорирани во самата иновација. Тука се купувачите и нивната спремност за користење на една таква иновација. Во секој случај, ова е многу важен услов кога станува збор за еден стартап. Како трет услов се системи и процеси. Најопшто кажано, бизнисот функционира на ваков начин. Тоа е организацијски систем во кој што се врши одреден процес на трансформација, каде што влезот се трансформира во излезот, односно резултатот. Влегуваат пари, труд, репроматеријали, сето тоа се комбинира во овој процес на трансформација, излегуваат готови производи кои што се користат од купувачите, постои одредена повратна врска која што исто така влегува како влез во самата организација. Но ова е многу едноставен начин на представување на еден бизнис како организацијски систем или една компанија како организацијски систем. Иако најчесто се користи скоро во секоја литература, во секоја бизнис книга ќе видите една ваква слична слика и ваков начин на дефинирање на еден организацијски систем. Сепак реалноста е многу слична на вакво нешто. Значи, секој бизнис има влез, процеси, резултати. Но, секој од тие процеси има повеќе подпроцеси, кои што исто така имаат влезови и резултати, кои што влијаат на кои што пак може да бидат и влезови во сосема друг подпроцес или процес во самиот бизнис или процес некој надвор од самиот организацијски систем. Па секој тој подпроцес се составен од сопствени подпроцеси и така натаму се расчленува до најситни детали. Вие, како еден предприемач на еден стартап, ќе мора да ги дизајнирате сите ваши процеси, сите влезови и посакувани резултати. Сето тоа треба да го мапирате, да го знаете, да го проверите, да го тестирате. Значи, мора да ги дизајнирате сите системи и процеси на бизнисот. Мора да ги тестирате сите системи и процеси на бизнисот. Освен дизајнирање, не е доволно за да можете да започнете. Мора да влезете и во фазата на тестирање. Затоа што не значи ако сте дизајнирале нешто дека тоа е сосема доволно и добро за да можете да го имплементирате. Сепак, тестот е оној кој што ќе ви каже дали вашиот дизајн на тие системи и процеси одговара на она што го бара пазарот. Но и тоа не е доволно. Не е доволно еднаш само да експериментирате и да тестирате за да ги редизајнирате вашите системи и процеси. Вие постојано ќе мора да експериментирате. И секако еден понов термин, значи пивотирање, зашто ќе стане збор и во еден од следниве услови кои ќе зборуваме, сепак тоа значи наједноставно кажано пивотирање значи промена. Значи се менува мисијата, визијата, се менуваат системите, се менуваат процесите, се менува начинот на работа и повторно се тестира
односно експериментира. Секое тоа менување всушност представува експериментирање во стартап фаза за еден стартап и сето тоа повторно значи се прилагодува врз база на тие тестови. Понатаму, како четврт услов и како последен од овие најважни услови за определување на точното време за еден стартап представуваат купувачи. Значи мора да постојат купувачи. Не е доволно тоа што ќе имате вредност која што ќе ја понудите на купувачите. Не е доволно тоа што ќе го подготвите вашиот екосистем да функционира како што треба и не е доволно да изградите најдобри системи и процеси кои што ќе го поддржат создавањето на таа вредност и ќе бидат сосема добро интегрирани во целиот тој екосистем доколку не постојат купувачи. Сепак на крај стартапот представува привремена организација која што постојано тестира и се прилагодува на купувачите. Затоа мора да примените и систем на развој на купувачи. Она што е важно за нас се овие први две во овој дел, додека овој дел ќе го оставиме за некоја друга прилика. Значи, први мора да работите на откривање на купувачи, кој всушност представува усогласување на проблемот со решението. Значи, на пазарот постои одреден проблем, вие треба да понудите решение, мора да работите на тоа усогласување. Треба да имате предлог на MVP, тоа е производ кој што ќе ги содржи минималните карактеристики кои што купувачите се спремни да ги платат, односно да ги имаат за да го решат тој проблем. И секако да направите еден предлог на инката, односно да имате одреден вид на мапа на вашата инка. Од друга страна, мора да преминете на валидација на купувачи. Тоа всушност представува дефинирање, значи на усогласување на производот со пазарот, значи веќе размислувате на производ и веќе размислувате на пазар како една целина. Тоа мора да го усогласите. Мора да го изработите вашиот бизнис модел и секако мора да изготвите мапирање на продажби и маркетинг, односно целосен дизајн, односно мапи како ќе се одвива продажбата, како ќе се движат купувачите, каква ќе биде самата таа инка, се што се однесува и до маркетинг, и за маркетингот и за продажбата. По секој случај, доколку валидацијата не е окей, значи тогаш се јавува пивотирање. Се вршат промени повторно во делот на откривање на купувачите. И се додека не помине валидацијата, затоа и велиме дека ние не започнуваме со креирање на компанија, ние се наоѓаме во овој дел тука, значи не започнуваме со креирање на компанија, се додека не добиеме позитивна валидација на купувачи. Како да го откриеме сето тоа? Тука ќе набројам неколку работи. Значи, првин состаноци, без разлика што денес имаме технологија со која што можеме да креираме одлични прашалници, анкети и така натаму, сепак, се додека не седнете и очи во очи да разговарате барем со 10-15 потенцијални купувачи на тој ваш производ или услуга, каде што вие лично ќе ги поставите прашањата, каде што лично ќе гледате како се однесува и што е она што го восхитува, што е она што емоционално го поттикнува да го бара тој ваш производ или услуга, односно тој ваш предлог за производ или услуга. Сега во самиот тој разговор може да биде еден лист на хартија со не знам дизајн на тој производ или услугата како ќе функционира. Може да биде еден прототип на производ кој што сте го направиле. Во секој случај, прво и основно, за да ги откриете тие информации, за да можете да работите на откривање на купувачи, на валидација на купувачите, се состаноци. Мора да излезете надвор од канцеларијата, од зградата во која што се наоѓате или во домот, доколку се уште немате канцелари. Втор начин се прашалници. Значи можете да подготвите и електронски прашалници, но никогаш немојте да го прерипите првиот, значи каде што се состаноци, а подоцна да се потврди одредено
сознание, одредена хипотеза, можете да користите и прашалници, но секогаш во комбинација со состаноци. Понатаму, можете да ги користите социјалните медиуми. Таму можете да забележите луѓе кои што се жалат на одредени проблеми кои што ги постојат. Откриваат одредени недостатоци на тековни производи или услуги што веќе се нудат на пазарот. Сите тие информации ќе бидат корисни и ќе можете да ги инкорпорирате во вашиот бизнис. Од друга страна, за да откриете некој кој ќе биде спремен дури во оваа фаза да разговара со вас, да дојде на состанок со вас, ќе можете да ги користите социјалните медиуми и полесно да дојдете до нив. И секако на крај, како предлог кој што можам да го дадам е да се користи блогот. Значи, уште во фазата пред започнување на вашиот бизнис, можете слободно да започнете и да блогирате за она што сакате да го правите. Понекогаш оваа фаза може да трае некогаш еден месец, може да биде неколку месеци, некои бизниси, односно некои иновации, односно некои стартапи идат во оваа фаза, може би и цела една година. Во секој случај, колку побрзо започнете со блогот, колку побрзо привлечете луѓе да ги читаат, значи вашите идеи, вашите размислувања за она што сакате да го направите. Не затворете се во круг дека некој ќе ви ја украде идејата, некој ќе искористи. Во секој случај, вие сте тие кои што ќе привлечете доволно информации преку вашиот блог, значи за да знаете како да го дизајнирате остатокот од процесот за кој што зборувавме во ова видео. И сепак, за крај да се подсетим. Првин, проверете ја вредноста, дали е окей или не е. Проверете го екосистемот на вашиот стартап. Дизајнирајте системи и процеси, секако тестирајте ги и работете постојано на развојот на купувачи. Тоа би било се за ова видео. Се гледаме